Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои ја почитуваат и сакаат оваа земја, денеска чествуваат 120 години од Илинденското востание и 79 години од првото заседание на АСНО. Централната манифестација традиционално се одржа на славниот Мечкин камен во Илинденско и револуционерно Крушево, а таму народ се помалку, ама револт и незадоволство се повеќе. Татко ми и дедовците нормално е бранеле ова држава, па нешто не засега, нели? Пак не боли за Македонија. Тука ни е срцето, тука сме родени. Само ова што го прават одека ова е срамота. Народот да не го пушти да бидне на Мечкин камен. Кој беше патриот? Кои беа тие наши борци што се бореа? Од народот беа, не беа политичари. Нели е срамота ова што прават бе? Су се гордеал увек со Илинден, ама гледам денеска нема ни музика ни ништо. Овде ја дојдов да поигра, да се развесела, а овде појци милицајци него народ си. Импозантна беше гледката на Мечкин камен од доаѓањето на неколкуте македонски коњанички чети кои пристигнаа од повеќе краеви на Македонија како нераскинлив дел од деценискиот традиционален илинденски марш. Тие беа пречекани со топол аплауз и со пеење патриотски песни. Македонија вечна, Македонија на македонците, никогаш северна само Македонија, одекнуваше од сите страни од историскиот Мечкин камен. А ист таков дочек му беше приреден и на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, кој годинава за прв пат заедно со високата делегација од ВМРО ДПМН положи цвеќе и се поклони пред спомениците на паднатите илинденски херои. Денеска од представниците на власта ќе слушнете многу изјави, но додека ги зборуваат тие изјави пред медиумите, знаете дека под маса договараат дополнително да го распродадат македонскиот субстрат и македонскиот идентитет за ден повеќе во фотелите и ден повеќе да можат да ја плячкаат и крадат Македонија. За разлика од коњаницата и Мицкоски, пристигнувањето на Мечкин камен на собраниската делегација, предводена од спикерот Талат Џафери, беше дочекана со силни свирежи и негодувања. Тој, целосно игнорирајќи го ваквиот дочек, од празничната говорница порача дека сега, кога сме имале заедничка држава, сите сме биле одговорни неа да ја чуваме и развиваме, што всушност било и идејата уште од пред 120 години, нотирана во Крушевскиот манифест. Имаме една заедничка држава и сите сме одговорни да ја чуваме и развиваме за нас и за идните поколенија. И патот по кој треба да чекориме е одамна детерминиран, уште од првите илинденци. Тие биле свесни дека само со надминување на тесната и себична рамка, со отварање на умот и силно прегрнување на благодетите кои ги нуди заедништвото, ќе видиме пример за нова и додадена вредност во регионот и пошироко. Инаку, денешните чествувања во Крушево започнаа рано утринава со полагање цвеќе во Македониумот на споменикот во местноста Слива и со панихида во црквата Свети Никола. А во наредните 10 дена чествувањата ќе продолжат со традиционалната манифестација научно-културни средби 10 дена Крушевска република, кои официјално започнаа вчера.